Почитувани, ова ворена состојба и ова епидемија не е политика. Не е политички надпревар, не е анкети, не е избори и не е партиски интерес. Ова епидемија е загрозување на здравјето и животите на граѓаните, нивната сигурност и нивната економска и социјална екзистенција. Политиката сега не е цел сама за себе. Политиката сега мора да има само две цели: спасување животи и економска шанса за преживување од кризата. Тука можам да кажам дека навистина жалам за тесноградоста на владата спрема окружувањето на стручната јавност и нашите апели. Во делот на здравството сите гледаме што се случува. Нема да анализирам бројки, туку замолувам, повторувам, замолувам да тестираат многу повеќе луѓе. Експертите велат дека така ќе спасиме повеќе животи. Во делот на економијата, каде што со право се чувствуваме поискусни, со експертиза од претходни успешни економски политики и третирање на економски кризи, ни со човечкиот капацитет кој го имаме во нашата партија, сакам да ја порачам на владата: доста со политика и наед. Престанете со политика и не правете политика од се и сешто. Ве молам, послушајте што ние, професорите, синдикатите и коморите, ви говориме. Веќе кажавме дека досегашните мерки на владата се задоцнети, нецелосни, нефер спрема сите компании и граѓани. Во одредена мера збунувачки и нема да го дадат посакуваниот, а и возможен ефект. Пред неколку денови сам се понудив да појдам во владата и да ја дадам нашата стручна анализа и нашите предлози. И ќе ви кажам зошто ова го понудив. Затоа што гледам дека и треба помош на власти и гледам дека не само што има недостаток на искрена волја, туку тие и не ги разбираат работите што треба да ги превземат за да ја спасат економијата. Навистина жалам што никој не најде доволно одговорност кај себе за да ја потисне непотребната политичка ароганција и да сослуша што ние предлагаме. А знаеме повеќе, имаме повеќе луѓе од оваа област и имаме далеку поуспешно искуство од сите други. И ова не е време на суети. Токму затоа, пред неколку дена, најавивме дека ќе поднесеме уредба со законска сила со која ќе овозможиме компаниите да добијат помош од државата во висина од 50% на бруто трошоците за плата повработен, односно највеќе до 27.000 повработен или последно исплатената просечна нето месечна плата за декември месец 2019 година. И оваа помош не да важи само за месеците април и мај и да биде исплатена во месеците мај и јуни, туку да важи за месеците март, април и мај. И ваквите предлози се она што ние можеме да го направиме во овој момент од позиција на опозиција во државата. Да се понудиме и искрено да ја подадеме нашата рака. Но водна чувствувам и должност да соопштам дека иако уредбата беше прописно доставена преку нашиот министер, технички министер за внатрешни работи господин Наке Чулев, техничкиот премиер Оливер Спасовски не ни дозволи да биде истата ставена на дневен ред на влада, за да биде разгледана и да се отвори дискусија по истата. Со тоа владата ги лишува од директна помош компаниите и вработените за субвенција до 50% од бруто платата по вработен, или парична помош најмногу до 27.000 денари по вработен. Со тоа директно за месеците март, април и мај во стопанството државата ќе инјектираше повеќе од 350 милиони евра. Уште еднаш повикувам на трезвеност и да се прифати оваа мерка која сама по себе нема да биде доволна. Свесни сме за тоа. Но во значителна мерка ќе помогне. Во тој контекст сметам дека е исклучително важно во овој момент да се преземат неколку работи. И тоа, првата која што ја говориме и ја повторуваме веќе извесен период, а тоа е средствата кои што работодавачите за вработените ги уплаќаат во вториот задолжителен пензиски фонд, започнувајќи од 1 април, да ги уплаќаат во првиот задолжителен државен пензиски фонд. И на тој начин да обезбедат сигурна и надежна исплата на пензиите и да обезбедат ликвидноста на првиот задолжителен државен пензиски фонд. А потоа, во некои подобри времења, истите тие средства да ги вратат во вториот задолжителен приватен пензиски фонд, се разбира зголемени со стапката на принос, која што е еднаква на каматата на загубените парични средства. Тоа е она кое што го предлагаме веќе подолго време и тоа е она кое што како ВМРО ДПМН го презентираме пред македонската јавност.
Тоа веќе го направија неколку држави, а во периодот кој што следува ќе го направат и другите држави, и тоа е начин како да се справиме со оваа криза. Тоа е една од алатките за справување со оваа економска криза. Втората и многу значајна реформа е благајничките записи кои што се стерилизирани во Народната банка под итно дел од нив, ако не и сите, да бидат пренесени и државата да ги запише во хартии во вредност или државни записи. И на тој начин да овозможи директна инекција од максимум 25 милиарди денари за македонското стопанство. Тоа е вториот предлог кој што веќе подолго време го предлагаме. Потоа нека продолжи државата преку Министерството за финансии да бара надвор од можностите на нашата држава пари за да ги амортизира штетите од пандемијата во економијата. Нека бара и во Светска банка, ќе бараме и во Меѓународниот монетарен фонд и кај други комерцијални банки и заемодаватели. Но сега и веднаш, ве замолувам сега и веднаш, да дадеме инекција за македонското стопанство, да спасиме што е можно повеќе работни места, но вистински да спасиме, не декларативно, онака како што политички вие го велите. Верувајте, не само што нема да успеете да спасите, туку ќе се бројат илјадниците луѓе кои што ќе останат без работа. Не го оставајте македонското стопанство 2 месеци на милост и немилост, а потоа да зборува оној кој што ќе преживее. Трето, интензивирање на капиталните инвестиции, робустно реализирање на капиталните инвестиции, масовно реализирање на капиталните инвестиции. Против економска криза се бориме со многу работа, со двојно повеќе работа од тоа што сме го правеле пред кризата, со многу повеќе реализирани капитални инвестиции, двојно повеќе реализирани капитални инвестиции од тоа што било пред кризата. И за денешниот прес, четвртата работа што ви ја предлагам е веднаш да се отвори дискусија и дебата со претходните заемодаватели и комерцијални банки, кои што веќе имаат некаков аранжман со нашата држава и со Министерството за финансии да направат репрограм. Наместо тоа што треба оваа година да го вратиме следната или годината потоа. Тоа го прави вистинска влада и тоа го прават вистински луѓе кои што знаат да работат под притисок и во вака тешки моменти. Оставете ги суетите, надминете таа примитивност. Ве замолувам, послушајте ова што ви оговори опозицијата. Тоа е она што му треба на стопанството за да опстане во овие тешки моменти. Од втората половина на месец јуни можеби се ќе биде поинаку. Од втората половина на месец јуни стопанството ќе има шанса тоа што останало во кондиција да го надомести пропуштеното во овие неколку месеци. Затоа ве замолувам за брза, одлучна и робусна акција, да му се помогне на реалниот сектор за месеците март, април и мај и на тој начин да спасиме што е можно повеќе луѓе. Почитувани, не смееме да дозволиме, повторувам, не смееме да дозволиме богатите од оваа криза да станат побогати, а сиромашните уште посиромашни. Апелирам да се преземат овие чекар. Нека баталат политиканство, се работи за човечки судбини. Нека ги надминат собствените суети. Никој не им ги спори. Ова нека бидат нивни предлози. Нашите граѓани мора да се чувствуваат сигурни да знаат дека државата има капацитети да се справи со оваа состојба. Не смееме да влеземе во кругот на панични детски реакции на некој случајно и погрешка најдени на функција министри и нивниот шеф Зоран Заев. Со тоа тие покажаа дека не знаат како да се справат. Ако оваа состојба не тангира сите, и сите мораме да се вложиме да ја надминеме, тогаш ние го правиме нашиот дел. И благодарам на вниманието. Неколку прашања до прес-центарот на ВМРО ДПМН. Првото прашање од редакцијата на телевизија Алфа. Господине Мицковски, може ли коментар за уредбата на владата за исплата на пари за СЈО во време на вонредна состојба и задолжување во странство за пополнување на буџетските дупки? Кога ја добив таа информација и кога ја прочитав уредбата со сила на закон, која што се однесува на згрижување и надоместување, финансиски надомест на сите оние слуги во обвинителството и судството на СДСМ, кои што добија приоритет пред, да речеме, оние кои што се во првите борбени редови против пандемијата, лекарите, медицинскиот персонал, како човек навистина се згрозив. Ми се гади од тоа како се злоупотребува оваа моќ која што е акумулирана во власта. Тоест во неколкумина, неколку формални и еден неформален кој што седи и кој што диригира. Што треба да има приоритет, а што не треба да има приоритет. Замислете, приоритет имаат тие неколкумина
дечиње на слугите во суството и обвинителството на СДСМ, на сметка на сите оние медицински лица, сите оние доктори кои што се во првата борбена линија и се справуваат со оваа пандемија голораки. Наистина не можам ниту како човек, ниту како политичар да кажам, освен тоа дека ми се гади од ваквиот начин на злоупотреба на чувствата на луѓето и она со кое што денеска се соочуваат македонските граѓани, македонската нација, останатите граѓани кои што живеат во Македонија и навистина апелирам сето ова кое што се случува во најскоро време да престане да се случува, бидејќи тоа ниту носи добро во справувањето со пандемијата, ниту носи добро за граѓаните на нашата држава. Добро, и второто прашање од редакциите на М-медија. Вчера имаше обвинување од власта дека ширите лажни вести со донацијата од Словенија, а денес видовме дека словенскиот премиер Јанес Јанша објави за донацијата и ја потврди вашата изјава за телефонскиот разговор и помошта која сте ја побарале за Република Македонија од страна на Република Словенија. Ќе може ли ваш коментар? Вчерашниот атак преку провладините медиуми, слугите на Заев, на СДСМ, на Шекеринска, на Спасовски, беше наистина чудоневидувачки. Во денот кога пандемијата покуси уште 53 кои што се инфицирани од оваа пандемија, кога однесе 5 човечки животи. Голем број медиуми, мнозинството медиуми, провладени, најдоа за сходно да лиферуваат лажна вест и да го негираат она кое што јас кажав, тоа што имав да кажам и тоа што го направив. А тоа беше телефонскиот повик, телефонскиот разговор кој што го имав со премиерот на братска Словенија, господин Јанша, председател на нашата сестринска партија, и замолив за помош. За неколку денови потоа таа помош дојде тука. Но еве да заборавиме. Не го направил тоа христијан. И не е важно кој го направил. Важно е дали таа помош стигнала наму каде што е потребна. Еве тоа го направил Зоран Заев, Радмила Шекерински, Оливер Спасовски и Никола Димитров, сите заедно. Еве, тие се тие најзаслужните. Не е важно дали јас тоа сум го направил. Важно е дали таа помош е стигната таму каде што треба. А сите оние слуги кои што спинуваат, не ја говорат вистината, лиферуваат шпекулации, полувистини, ќе дојде денот кога ќе се погледнат во гледало и ќе се срамат самите од себе за ова што го прават. Не вредат овие луѓе да им слугуват. Вие сте честни, честити луѓе. Верувајте во самите себе, имајте самодоверба. Ќе помине и ова неславна епизода за нашата држава. Ќе дојдат луѓе кои што си ја сакаат оваа држава. Ви подаваме рака, застанете во првите редови во одбрана и справување со пандемијата. Да спасиме што е можно повеќе човечки животи. Не е важно кој донел, што донел и како тоа го направил. Еве, нека биде тоа затоа што Зоран Заев тоа го направил, нека биде тоа затоа што Радмила Шекеринска, Никола Димитров, Оливер Спасовски. Не важен е христијан. Нека их земат они политичките лобореки. Но дајте да спасиме што е можно повеќе луѓе и да си оправиме економијата. Тоа е за мене важно. Добро, благодарам, нема повеќе прашања. Благодарам.